За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите кордон руж. Прво месото го посолуваме. Го нарасуваме и со мелен црн пипер. Врз месото ставаме најлонска фолија и го толчиме со дрвен чук. Ја отстрануваме фолијата. Врз едната половина од месото ги редиме парчињата кашкавал. Врз кашкавалот ги ставаме парчињата печеница. Месото го преклопуваме и го зацврстуваме со чепкалки. Потоа во тенџере налеваме вода. Тенџерето го ставаме на оган. На оган ставаме и тава за пржење. Во неја додаваме путер и масло за јадење. Месото го валкаме во брашно од сите страни. Потоа го ставаме на загреаната мрснотија да се пржи. За време на пржењето месото го превртуваме, за да биде убаво испржено од сите страни. Во тенџерето со зовриена вода на оган пак ја ставаме коцката за супа да се вари. Откако месото е испржено, го вадиме од тавата и го ставаме на чинија. Во тавата во која се пржеше месото го додаваме црвеното вино. Со црпалка во тавата додаваме и од супата. Потоа месото повторно го враќаме во тавата. Го оставаме да се динста. Месото го превртуваме за време на динстањето. Во сад ставаме 2 лажици брашно и го размешуваме со супа. Мешаме со жицата за матење, за да се соединат со стојките. Потоа смесата ја додаваме во тавата со месото на оган. Мешаме со жицата за матење и додаваме од размешаното брашно. Во тавата налеваме од супата. На чинијата за сервирање ставаме лист зелена салата. Врз неа 3 шери томато и гранчиња француски макдонос. Потоа на чинијата ги ставаме половинките претходно сварен компир. Ги редиме и обарената брокула и карфиолот. Варените моркови ги сечкаме на парчиња, па и нив ги ставаме на чинијата. Месото го вадиме од тавата и го ставаме на даската за сечење. Ги отстрануваме чепкалките и го ставаме месото на чинијата за сервирање. Месото го преливаме со сосот од тавата. Добар апетит!